Предпазлив оптимист, оваа фраза ја употреби висок представник на Стейт департментот овде во Вашингтон на моето прашање каква е неговата проценка за исходот од тековните преговори за името. Тој вели дека за да се стигне до совпаѓање на основните барања на двете страни, ќе бидат потребни и одредени уставни измени. Какви и колку длабоки би биле тие? Треба да се договорат Скопје и Атина, вели високиот представник на Стейт департментот во разговорот што го водевме денеска. Овој аспект од процесот, уставот и степенот на интервенција во него, тој ги смета за клучен елемент во потенцијалното пакет решение. Прашањето го нарече комплексно и според негови проценки ќе треба сериозно лидерство и креативност за да се дојде до договор. Креативност, вели тој, ќе бара и така наречено секвенционирање на договорот или определување временска рамка за тоа како тој ќе се имплементира и што за возврат ќе добива Македонија во секој од секвенците. Топло-ладно атмосферата во преговорите ја смета за нормална работа, но вели дека е добро што во основа на двете земји продолжува оптимизмот за можен компромис. За најтешките прашања очекува вклучување и одлука од премиерите Заев и Ципрас. На моето прашање дали има план Б ако преговорите за името не успеат и ако Македонија не добие покана за членство во НАТО во наредните месеци, представникот на Стейт департментот одговори: фокусирани сме на успешно завршување на процесот и нема причини да веруваме дека ќе изостане успех. Околу можноста за директно инволвирање на американската администрација во разговорите, мојот соговорник одговора дека не знае дали Грција и Македонија би сакале Вашингтон да се вклучи на таков директен начин, но потврди дека ќе продолжи американската поддршка на процесот. За руските обиди за попречување на зачленувањето на Македонија во НАТО, представникот на Стейт департментот рече дека целта на Кремљ е да ја поткопа стабилноста на Балканот. Русија се обидува да го попречи успешното финиширање на преговорите меѓу Скопје и Атина, не само преку своите активности во Скопје, туку и преку своите партнери и структури во Грција, низ негативна кампања во медиумите и особено на социјалните мрежи. Целта на Москва не е Русија да успее, туку другите да не успеат, вели за 360 степени високиот представник на Стейт департментот.